Така, добро утро од сончевиот Охрид. Како што веќе најавивте, Охрид конечно ќе добие дневен центар за децата со церебрална парализа. После долги години барање од страна на здруженијата за подобрување на квалитетот на оваа категорија лица, конечно општината додели простори за оваа намена. Овде со мене е Весна Габеловска, родител на дете со церебрална парализа, но и военно познат активист во Охрид, кој што се бори на ова поле со години. Весна, добро утро. Кажете ни, општината конечно ви додели простори за изградба, за формирање на дневен центар. Добро утро, Сонја. Извинувам. Општината, да, конечно ни додели простор. Тоа беше еден наш долгогодишен сон и долгогодишно барање. Конечно, општината реши да ни го оствари овај наш сон. Ни доделија простор во касарната. Тоа е еден многу убав простор, многу сме благодарни. Просторот е реновиран, едноставно треба да почнеме само да го средуваме. Тоа е еден многу убав гест кој што општината го направи. Доделувањето на просторот како простор е една работа формална, меѓутоа символиката всушност е дека општината е расположена да створи место, значи да отвори место за овие лица во општеството, да им го подобри нивниот живот и да ги вклучи. Самиот центар кој што ние сакаме таму да го изградиме, всушност е нешто кој што јас да речам со години го замислувам во мислите и сега имам можност да го проектирам и да го остварам во реалноста. Церебралната парализа е една многу сложена состојба. Животот на овие деца им почнува во болница и им тече во болници, така што постојано се со доктори, со терапи. Немаат време кога да го живеат своето детство и на некој начин е на овие деца како на ние едно друго дете, детството им е скратено. Тоа беше една голема желба моја која што ќе реализирам во овај центар, да им го подариме детството на овие деца, да им подариме едно место каде што тие ќе можат да играат на начин соодветен за нив, како што тие можат, да се социјализираат, да се забавуваат. Меѓутоа да не изостане и рехабилитацијата која што исто така му е многу потребна нив. Тука ќе обезбедиме современи методи за рехабилитација. Еден веќе го имаме затоа што јас самата сум европски терапевт за една терапија која што исклучително добро делува на нивниот развој. Ќе обезбедиме уште една нова терапија за која што сме веќе во договори, преговори. Понатаму, значи, ова е големо значење за малите дечина кои што ќе излезат од дома од 2-3 годишна возраст, исто како што другите деца одат во градинка. Па сега кога замислете од мали нозе тие тука се социјализираат, многу полесно ќе се вклучат во образовниот процес, што значи дека веќе имаме инклузија на многу повисоко ниво, а оттаму ќе можат понатаму да се вклучат и во пазарот на трудот. Односно да се вработат овие лица. Општествено корисно. Да бидат вклучат во животот, да можат самостојно да живеат. Така е, да можат самостојно да живеат. Од друга страна, значи тој центарот ќе биде подигање на свеста за население во Охрид, за сите други кои тука доаѓаат, дека тука постои една таква категорија на граѓани кои што имаат своји потреби и кои што треба да бидат прифатени во општеството. И многу сум среќна и многу сум задоволна што може да постигнеме толку многу цели со добивање на само еден простор. Тоа ни беше, значи, главниот камен на сопнување за било која активност која што сакавме да ја спроведиме и конечно ќе имаме таа шанса и ќе дадеме се од себе да биде најдобро што може да биде. Така, започнувате веќе со уредување, тоа ќе биде сигурно еден голем зафат и ќе ви бидат потребни повторно големи финансиски средства. Како планирате тоа да го направите? Да, потребни ни се финансиски средства. Сега очекуваме дали ќе ни одобрат еден проект за кој што доколку биде одобрен ќе ни олесни многу во однос на опремувањето. Планираме да собираме донации, општествено одговорни компании, значи помош од странство, значи кој како може. Многу ми е мило што веќе гледам дека охриѓани активно се вклучуваат, значи прашуваат кој што може да помогне, нудат.
имаме многу во Охрид има многу млади луѓе со високо издигната свест кои што не се воопшто запознаени со тоа што е церебрална парализа, значи не го знаат нашиот проблемот кој што ние го живееме, ама сакат да помогнат и се вклучват. Ево ја имаме архитектката која што со големо, само што и рековме, веднаш дојде да ни нацрта, да ни направи план за да имаме убав центар, нели? Многу е и тоа важно планот од архитектот. Претходно, Весна, често пати како активистка и во медиумите и во јавноста ги истакнувавте проблемите со кои што вашите децата со церебрална парализа во градот се соочуваат. Ајде малку околу тоа, пристапноста на здравствените институции, стигањето до здравствена услуга, пристапноста на овој градски кеј покрај езерото каде што јасите сега стои. Па пристапноста на градскиот кеј е добра. Значи тука можеме да се шетаме, едно од ретките места. Да, како да се стигне до тука, тоа е голема работа, меѓутоа проблемите ни се најголем проблем се скалите. Значи сегде има скали, лифтови нема нигде. Речеме, здравствените институции во детското оделение ни е на втори спрат. Многу тешко треба да се стигнува, треба детето на раце да се носи затоа што нема лифт. Мислам, има лифт, ама лифтот никогаш не работи, да. Не е смислено како тоа да се... Тоа е многу едноставно се решава. Значи, треба да се опреми просторија на приземе и докторите се секогаш расположени. Мислам, јас гледам дека многу луѓе се жалат од лекарите, од здравствениот систем, ама јас никогаш во Охрид, во болницава, секогаш сум најдувала на големо разбирање. Тие навистина се одлични луѓето кои што таму работат. Понатаму гледате, нигде не можеш човек да види дека тука живеат лица во количка, значи не можеш да видиш пристапен тоалет, например, никаде не може да се сретни. Во било која институција каде што се влегува многу често, значи некој апсурд напред има рампа, влегуваш внатре има скали или рампата е така поставена што не може човек да се движи по неа со количката. Другите проблеми ни се, немавме дневен центар, сега ќе го имаме. Образованието, вклучувањето во образовниот процес е тешко ако не е пристапно. Дори во специјалното училиште не е пристапно, значи не е добро направено за да може да се движат децата во колички. Кога очекуваме да ни се случи отварањето на овој центар? Знам дека е рано и неизвестно и тоа најмногу зависи од собирањето на финансиите кои што се потребни за негово опремување, но познавајќи ве вас каква челична волја имате, колку сте позитивна и храбра во носењето одлуки, дали имате некој зацртан план кога би го отвориле центарот? Се разбира. 3 месеци. Ние имаме така зацртано дека за 3 месеци ние ова мора да го направиме, затоа што ја имаме сега шансата, ја добивме и мора да се едноставно да дајме се од себе. И јас верувам дека ќе имаме поддршка, воопшто не се сомневам, значи верувам дека ќе најдеме на големо разбирање и дека тоа ќе можеме заеднички сите да го реализираме и да обезбедиме едно убаво место за овие деца. Весне, сакам за крај уште едно прашање во однос на знаеме сите дека закони постојат и во тие закони лицата со посебни потреби, лицата со церебрална парализа, лицата со ретки болести имаат многу привилегии, но во пракса сите знаеме дека има безброј проблеми. Каква е поддршката од државата? Нема лични асистенти за помош на родителите, мала парична помош за сите еднаква. Државата, да, вистина има многу закони, некако големи нелогичности во законите. Спроведувањето е сосема друга приказна, значи имате право на асистент, ама нема обучени асистенти, така што не можете да добиете асистент. За децата со потешки форми исто следува помош и нега во домот, исто нема обучени. Значи сега се прават напори, тоа веројатно се надевам дека во догледно време тоа ќе се реши. Имаме проблем со количките особено, значи тоа е еден проблем. Другите ортопедски помагала. Ние сега планираме всушност да тоа што не можеш да го добиеш, најдобро сам да си го завршиш, па се снаоѓаме. Сега најдовме некои фондации кои што можат да ни донираат квалитетни ортопедски помагала. Че се различни колички, дигалки, различни столици за седење. Меѓутоа, секако треба финанси за тие да се донесат, значи се врти околу парите. Понатаму, една голема нелогичност е што правата кои што ги имаме
до одредена возраст, значи до некои на 18, а некои на 26 години завршуваат, како да состојбава има рок на траење, на 26 години детето ќе се излечи и веќе ние немаме потреба од услугите. А напротив, значи како што растат децата, состојбата сама по себе се влошува, затоа што настанува процес на предвремено старење и сите тие проблеми кои што ги носи староста кај нас, кај овие деца идат многу порано. Значи, од 26 години се укинува правото на посебен додаток, се префрлува на туѓа нега, на тоа претходи еден процес на значи одземање на деловна способност, па прогласување нешто старателно, не знам, тоа е нека комплицирана процедура која што мора да поминат родителите. И почнува да се плаќа партиципација. Значи, пелените кои што ги добиваме од фондот до 18 години не се плаќа партиципација. Над 18 години наеднаш почнува да се плаќа партиципација и не знам зошто е тоа така ставено во системот. Додатоците кои што ги добиваме, мислам се толкави колкави што се, меѓутоа се исти за сите. И сега имате една мајка која што јас имав еден професор на факултет, велеше математика се учи 24 часа на ден и плюс ноќе. И sad ова е то. Имате мајка која што работи 24 часа на ден со детето и плюс ноќе, значи цел ден е со детето. И таа мајка не може да оди на работа и не добива добива иста поддршка од државата како сите други кои што можат, значи имаат далеку полесни форми, навистина секоја планина своја тежина, не можеме да речеме дека кај другите се е во ред, меѓутоа ова навистина се работи за една далеку поспецифична ситуација. Значи измени во овие. Потребни се дефинитивно, потребни се измени за да не бидат овие семејства маргинализирани, безнадежни. Значи тоа е многу тешко да се живее во целата таа ситуација, особено па кога ќе натежни финансискиот проблем, тоа уште повеќе отежнува целата ситуација. Ви благодарам, Габеловска, што бевте дел од ова јавување на утринската програма на Македонската телевизија. Студио, доколку имате прашање некое, слободно повелете.